Откровение на апостол Јован, 11 глава. И ми се даде мерна трска слична на жезол, и ми се рече: стани и измери го Божиот храм и жртвеникот и оние што се поклонуваат во него. А дворот пред храмот остави го и не мери го, бидејќи им е даде на незнабожците. Тие ќе го газат светиот град 42 месеци. И ќе им дадам на двајца мои сведоци и тоа облечени во вреќи, да пророкуваат 1260 дена. Тие се двете маслинови дрвца и двата светилника што стојат пред Господарот на земјата. И ако некој сака да им направи неправда, оган ќе излезе од устата нивна и ќе ги проголта нивните непријатели. Да, така треба да биде убиен оној што ќе посака тоа да го направи. Тие ќе имаат власт да го затворат небото за да не паѓа дожд во деновите на нивното пророкување. И ќе имаат власт над водите да ги претворат во крв и да ја поразат земјата со секаква мака, кога ќе посакаат. И кога ќе го завршат сведоштвото, тогаш зверот кој ќе излезе од бездната ќе им објави војна и ќе ги победи, и ќе ги убие. А труповите нивни ќе ги остави по улиците на големиот град, кој духовно се нарекува Содом и Египет, каде што и нивниот Господ беше распнат. И многу од народите и племињата и јазиците ќе ги гледаат нивните трупови 3,5 дена и нема да дозволат нивните трупови да бидат погребани во гробови. И жителите на земјата ќе се зарадуваат и развеселат поради нив, и ќе си праќаат подароци еден на друг, бидејќи тие два пророка ги мачеа оние што живеат на земјата. Но по 3,5 дена во нив ќе влезе животен дух од Бога, и тие ќе се исправат на нозете своји, голем страв ќе ги обземе оние што ќе ги гледаат. Тогаш тие ќе чујат висок глас од небото како им вели: искачете се ваму. И тие ќе се искачат на небото во облаци, и непријателите нивни ќе ги видат. Во тој час ќе настане голем земјотрес и 1/10 од градот ќе се сруши. А од земјотресот ќе загинат 7.000 човечки имиња. Другите пак ќе се исплашат и ќе му оддадат слава на небесниот Бог. Второто зло мина. Ете, брзо иде и третото зло. Затруби седмиот ангел, и по небото одекна силни гласови кои викаа: царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови. И 24 старешини кои седеа пред Бога на престолите своји паднаа ничкум и му се поклонија на Бога, велејки: Ти благодариме, Господи Боже Вседржителе, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, зашто ја прими својата голема сила и се зацари. Народите збеснаа, но дојде Твојот гнев и времето да им се суди на мртвите и да дадеш награда за слугите Твои, на пророците, на светиите и на оние кои имаат страхопочит кон името Твое, мали и големи, и да ги погубиш оние што ја уништуваат земјата. Тогаш на небото се отвори храмот на Бога и се јави ковчегот на заветот во неговиот храм. И имаше светкавици, гласови, громови, земјотрес и град голем.